Во време кога и градовите се погодени од миграцијските процеси на Балканот и во Европа, селата како да се маргинализирани. Малку се коментира какви се состојбите, особено во планинските села кои некогаш беа полни со живот, а денеска по дворовите седат или работат колку што можат стари изнемоштени мештани. Денеска екипа на ТВ Кошани помина низ селото Нивичани, вгнездено во прекрасната околина на Осоговските планини и реализира мини репортажа за тоа како се живее овде, што остана од времењата кога имаше и народ и настани. Туа 3-4 крави што имаме. Со тоа земјоделие после и дивите свињи нагнаа и јадат расип од житото и што. Па стока кома и нема, овци нема, говеда нешто има, овци нема, кома. Канализација беше фале. И шпата кога дурне водата немаме канализација. Па другото колку толку горе доле, те пат се направи, силите, струја имаме, вода имаме. Кој како си има, добро е у село. Кој нема и у град да е. Скацал кој град, машно сирење, горвичка, козички. Чуваме порано овци стока. Слабо овци, има 2-3 булка у цело село. Младите бегат, не седат тука. Тражат подобар живот. Во Нивичани, повозрасните домаќинки се уште сами си месат и печат леп во семените фурни, бидејќи знаат дека подолго стои, дека нема адитиви и дека е поевтин. Па вештачки квасец од 8 динара, тоа ја едночко ставам. И домашен квасец и го замесам и 2 сата стои и го размислам на шиците. На фурна, па како замесиш, размесиш го на стици и он стасува и горе фурната и го туриш у фурната и еден саат стои и си испече лево. Убав е. И да се стврди па се јади и да му љаса корка да се лопи, не е како купички. А зашто се пече на дрва, у фурна, природно. Мирише си на убаво. За жал, за пространите родни ниви и ливади останаа да се грижат и да ги обработуваат само постарите нивичанци, бидејќи младите заминаа во потрага по подобар живот. А овдешните земјоделци паметат дека по нивичанската бела пченица доаѓале трговци дури од Тетово и од другите градови во Западна Македонија, бидејќи била најквалитетна и давала највкусни пекарски производи, но тоа било некогаш.